Почитувани гледачи, добро дојавте во уште едно издание на Моабети со. Денес моабетиме со познатиот македонски активист, судија, адвокат, публицист и јавен обвинител во времето на владата на Лупче Георгиевски, господинот Ставре Джиков. Господин Джиков, добро дојавте во нашата програма. Без јас да ве представувам повеќе детали, повелете вие, кажете ни кои сте, што сте направиле, поинтересни моменти од вашиот живот. Најпрво ви благодарам на поканата, господин Мангов. Драго ми е да учествувам со вас да разговарам, бидејќи лично меѓу мене и вас има и релации кои не поврзуваат не само историски, туку човечки судбини, македонски судбини, но истина ми е драго што ке помоабетиме, да речам, по-старински или традиционално, што сметам дека ете на вашата гледачка јавност ќе ги предочиме некои работи, ќе ги подсетиме за некои македонски настани од сегашното време, од блиското историско минато, а може и подалечното, зависи како разговорот ќе го водиме. На вистина уште еднаш ви благодарам за денешново моабетење. Ви благодарам и на представувањето, онака како што имав професионална кариера во мојот живот. Бев, значи, долгогодишен судија, државен обвинител во едно критично време, во времето кога беше премиер господинот Лупче Георгиевски, кога беше председател, покојниот председател на нашата држава Борис Трајковски, кога беше председател на собранието прво професор Саво Климовски, па потоа Стојан Андов и така натака, значи една галерија на ликови во современава историја, каде што учествува во еден кризен период за опстанок на македонската држава, да не ни се случи граѓанска војна, да не ни се распадне ова наша македонска држава, возобновена 1944 година, со тогашниот председател Методи Андонов Ченто, со Панко Брашнаров и така натака, познати наши македонски дејци, како револуционери, така и просветители пред војната, по војната и така натака. Се надевам дека низ разговорот ќе се подсетиме на интересни настани, интересни личности. За мене би кажал уште еден податок што сметам дека не би требало јас да го кажам, туку тоа е јавноста. Објавив повеќе книги, како што рековте и публициста, негде 11 книги. Последната книга ја објавив со мојот син како коавтор со Александар Джиков, политиколог. Тоа е една скромна монографија, биографија за основачот на ВМРО ДПМН, покојниот Драган Богдановски. И низ разговорот се надевам ќе допреме до теми кои се нерв на македонската историја, на македонскиот денешен опстој, и мислам дека се надевам разговорот ќе биде богат, интересен и во секој случај документиран, без некоја дневно политичка пропаганда, бидејќи тоа мене ми е страна работа како човек, како се надевам патриот и човек кој пишува за сегашнава историја без историска дистанца. Тоа правило го отклонив од мене како човек кој истражува она што се случува не само во Република Македонија. Јас ќе се престам, се надевам дека и дел од македонската јавност знае дека породители сум од Егејска Македонија, од Воденско и од Костурско. Еве за едниот дедо да кажам, тој што е од Костурско од Шештево беше и месен војвода за време 1903, па замина во Америка, па во Форт Вейн, па таму истражував преку Македонската патриотска организација, МПО и така натака. Исто така другиот дедо бил по татко Стојче, па тој бил на фронтот кога се војувало меѓу Грција и Турција, бил до Измир и така натака, знаеше многу добро турски, француски, значи тој од Воденскиот крај, да го кажем и селото Чеган, кој сега е применувано и по желба на чеганци во Агиос Атанасиос, значи да се го носи Свети Атанас, да се го носи нашиот светител, нашиот манастир. Името иначе беше преименуван во едно безлично име Метеора, каде што со селаните по моето истражување, негде после 1920, да не грешам, отишле во Атина и барале такво име да не им се назначи на селото, како топоним, туку барем да се врзат со нашата вера, со Свети Атанас, така да го добил името
Агиос Атанасио сега, нели, како што се насловува. Но селото на мајка ми се вика на грчки Синдрохор или Шестево. Тоа е над Костурското езеро, прекрасно езеро, и има прилика, по една прилика да го посетам селото на мајка ми, да побарам од родата Димовци, се презиваше мајка ми Елена. Така да еве почнуваме следем историјата на македонското патешествие, кој е многу горчливо, многу тешко, многу со ризици, со жртви на многу македонски семејства во минатиот и предминатиот век, нели? Од тие 2 века каде што за жал Балканските војни, Прва светска војна, Втора светска војна, сето тоа беше граѓанската војна 946-949 година, кај што татко ми покојниот учествуваше како офицер на Демократска армија на Грција, еден од најмладите офицери кој се префрли од Белград, се врати назад во егејскиот дел на Македонија како еден од најмладите по генерација. Па судбината го донесе 49 година преку Албанија тешко ранет да се најде во Полска. Мајка ми како од децата прогонети, јас не ги викам бегалци, мислам дека тој многу тежок израз бегалци и неправичен, туку тоа бе прогонети од огништата, семејните огништа на македонските села и македонската територија, нели, егејскиот дел на Македонија. Тага се најде преку Романија во Полска, се запозна. Јас со тој брак од мајка ми Елена и татко ми Мичо сум и мојата сестра Мирка, која го доби името по Мирка Гинова. Така се надеваме една традиција, имавме и линденска, партизанска, но во секој случај патриотска се надевам, не само моето семејство. Јас само како пример го кажам, илјадници македонски семејства се поминати низ тие страдални години, низ тие асимилации, низ тие прогони, низ тие иселувања, не само во Европа, нели, во тој источен блок тогашен. Ние 1956 година се вратиме, јас се роди во Полска, сестра ми се роди, се вратиме во наша Македонија, во Република Македонија, кога беше исто така на европското тло едно немирно време, борба меѓу комунизмот и западниот свет, преку Маđарска револуција и контрреволуција, така натака. Практично цел живот ни е немирен на нас македонските генерации, што сме потекнуваме од егејскиот дел, па и од Пиринскиот дел на Македонија, бидејќи за мене Македонија го гледам и се еден етнички простор, а тоа сакам да потсетам дека тоа се и македонци во Пустец, еве еден податок, може и скромен, нескромен. Ние со семејството сме кумови на едно семејство тамо, бидејќи сопругата моја Мирјана по потекло од егејскиот дел, но од Преспа. Од егејскиот дел, па поделени фамилии во нашиот дел тука и во делот на Албанија, така што пак тие семејни традиции сакав јас лично да ги обновиме. Тоа, како да кажам, битие македонско да го продолжиме денеска и драго ми е со тоа семејство што сме кумашини, што ние сме со Мира и со Александро кумовина. Прекрасно. Многу интересен живот. Само да спомнеме дека македонци не се само во Пустец, само едно место во Преспа. Не, Голо Брдо, Тирана и така натака. Ајде се ме подсетувате 99 година кога направив официјална посета на Тирана. Тоа беше амбасадор Ристо Никовски, кој ми е и голем пријател. Еве и во ова прилика да го поздравам. И мислам држи една убава македонска страна како дипломат, како човек кој си ја сака Македонија. Зборот ми кога отидов таму на официјална посета на тогашниот јавен обвинител на Република Албанија, господинот Арбен Ракипи, прекрасен интелектуалец. Останавме до дневнеска пријатели. Побарав преку амбасадорот, нашиот Ристо Никовски, да ми ги повика сите представници на нашите македонски организации, каде што и дојдоа, направивме коктел партија, се извидов со моите пријатели, меѓу кои и овој професорот што е председател на Кимет Фетахов. Да, личен пријател ми е, затоа сакам да ме потсетите. Во овој момент сакам се да ги соберам некои личности кои навистина и Кимет ми е личен пријател Фетахов и ред други луѓе, меѓу кои и градоначалникот на Пустец Едмонд, да не грешам, меѓу кои весникот сега што го води Евтим Листо ми е личен пријател. Пред 2 месеци се видовме, поседовме на кафе муабет, зборувавме за македонските работи. Значи имате, ги познавате македонците од секаде. Лично, сите работи и во Пиринскиот дел исто, дали Јордан Костадинов,
Сите лидери кога се појави од 89-90, со нив сум имал личен контакт. Дали Че сте македонски активист, како што ме најавив, тоа сте правиле многу работи. Ајде да видиме, имате богат живот, тоа го видовме и богат историја, сето тоа. Ајде да видиме малку, да почнеме со Драган Богдановски, например. Тој е за мене еден од најголемите македонски патриоти во 20 век, трагична фигура, меѓутоа се уште не признаен, не се вреднува неговата жртва, значи тој цел живот го посвети на Македонија и жртвуваше и фамилијата и се само за да имаме држава како што имаме сега, меѓутоа уште не го вреднуваме како што треба. Јас се надевам Кажете нешто повеќе за него. Јас се надевам да се познам со неговото потесно семејство во смисла на фамилијата од Богдановски, неговиот брат, неговите внуци, неговата сестра и така натака. Но мислам дека таа јавна рехабилитација што ја спомнавте треба докрај да се заврши. Во смисла на тоа покрај што еве ние објавивме еден монографски труд, јас пред неколку години го јавно рехабилитирав него, Гојко Јаковлевски, така натака, основачите на ВМРО ДПМН, со објавување на фелтони и книги. Тоа е четврта емигрантска Македонија и како што реков ова како коавтор со Александар за непосредно за животот на Драган Богдановски. Иако ги видов 14 кутии архивска граѓа во архивот на Република Македонија, имав можност да проучам, да ги прелистам сите тие страници, сепак со оваа книга само правиме скромен придонес. Инако рехабилитацијата официјално треба да се ја направи државата. Во таа прилика сакам да спомнам и едно писмо од Гојко Јаковлевски кој е упатено до председател Ѓорги Иванов минатата година за рехабилитација на личноста на Драган Богдановски, меѓутоа за жал немаше повратен